Задоволството и радоста се секогаш големи кога се гради и развива нашата општина. Но најголеми се радостите кога градиме објекти намените за нашите деца, нашите ученици, вложувајќи во нив, вложувајќи во иднината на Струмица. Искрено, оваа попладне се чувствувам многу убаво во оваа нова мултифункционална спортска сала изградена по современи стандарди, која што ќе овозможи подобар физички и ментален развој на учениците од оваа училиште. Со изградбата на спортската сала решивме еден многу значаен проблем и задоволивме големи потреби во воспитно-образовниот процес, обединувајќи соодветна инфраструктура, поддршка за квалитетно физичко и здравствено образование. Од сега учениците во ова училиште, тука на затворено, на површина од 1300 метри квадратни, ќе имаат квалитетна настава по физичко и здравствено образование. Ја користам приликата да се заблагодарам на премиерот Зоран Заев, на владата која преку Министерството за образование обезбеди 40 милиони денари за изградба на сала, а свој удел имаме и ние како општина со расчистување, подготовка на теренот за градба, приклучување на водоводна, канализациона и електродистрибутивна мрежа, а ќе го решиме и затоплувањето на салата со приклучување на гасоводна мрежа во вкупен износ од над 2 милиони денари. Со оваа капитална инвестиција покажуваме и докажуваме дека Струмица со поддршка од владата навистина е грижлив град, кој се грижи за своите граѓани и секако за најмладите на кои им овозможуваме нови спортски објекти за правилен физички развој и создавање навики на здрав живот. Нека ни е за многу години новата спортска сала и се надевам, но и посакувам токму тука да се појават нови спортски таленти како фудбалерот Горан Пандев, кошаркарот Владко Илиевски, одбојкарите браќата Ѓоргиеви, атлетичарот и олимпиец Ване Стојанов и многу нови спортисти кои потекнуваат од нашата Струмица и ќе ја промовираат општината низ целиот свет.